civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. Јас би се осврнала на кратко на состојбата со насилството врз жените, генерално законската регулатива и верувам со тоа би се надоврзала можеби постапувањето на институциите, па делумно би се надоврзала и ново што Драгана го спомна, а тоа е недовербата која што постои и нискиот степен на пријавување на различните форми на насилство. Македонија како држава ја ратификуваше Истанбулската конвенција, веќе добро позната за сите. Јас нема да навлагам во тоа што конвенцијата носи самата со себе, само ќе напоменам дека е првиот меѓународен документ кој што ги регулира различните форми на насилство врз жени, вклучително и семејното насилство, и дава препораки за државите како да обезбедат најсеопфатна и најсоодветна заштита за жртвите. Македонија ратификуваше 2017, стапи на сила 2018. Согласно тоа беше развиен и национален акцијски план за имплементација на конвенцијата, што всушност значи усогласување на националното законодавство со препораките од конвенцијата, како и започнување на воспоставување на специјализирани сервиси за помош и поддршка на жени и деца жртви на насилство. Планот како документ е 5 годишен и ја започнува својата важност од 2018 до 2023. Ние како мрежа направивме 2 извештаи за следење на имплементацијата на овој документ. Наодите се навистина загрижувачки, иако за нас можеби и не многу изненадувачки, затоа што за една држава да го постави системот на заштита и на ниво на правна регулатива и на законска регулатива и на ниво на сервиси, мора ова прашање да го разбере. Да разбере важноста на поставување на сите овие прописи и сервиси и што тоа значи? Тоа значи во суштина дека треба да го стави како приоритетно прашање во својата агенда. На жал, после толку години, и тоа не е само, не зборувам за 2017 кога конвенцијата е ратификувана, туку зборувам за почетокот на 90-тите кога женските организации почнаа да зборуваат за семејно насилство, па 2004 кога за прв пат беше регулирано во кривичниот законник семејното насилство, па понатаму со сите обуки, со сите национални акцијски планови кои што се направени, она што сега на крајот на 2021 можеме да го заклучиме е дека ова прашање ниту било, ниту сега е во моментов приоритет и напорите кои што ги вложуваат институциите се минимални, скоро непостоечки. За одредени институции, секако има институции кои што вложуваат поголеми напори и има институции кои што воопшто не го сметаат ова прашање дека е важно и дека треба да се вклучат. А сите и ние присутните, а верувам и оние кои што нас слушаат, знаеме дека насилството врз жените е општествен проблем, не е проблем на жртвата, не е проблем на жените. Е проблем за кој што треба сите да се вклучиме. И така, ние на крајот на 2021 доаѓаме до состојба каде што во поголемиот дел од Македонија нема пристапни и достапни специјализирани услуги за жени кои преживеале насилство. За да го пријават насилството, за да дојде воопшто до моментот на пријавување, на некои жени има потребно разговараат со некого, да им биде објасната постапката, да бидат информирани. Затоа што на крајот информацијата е најважна, да знаат како ќе бидат после заштитени. Тоа најголемиот дел од жените се уште не може да го исполнат како право, да добијат информацијата и согласно постоечкиот систем на заштита да ја добијат и заштитата која што има потребна. Ние како мрежа се во нашиот фокус на работа е застапување за измени соодветни во законската регулатива. Она што би го спомнала е дека можеби на хартија законите кои што ги поседуваме во одреден дел и не се толку, што ги имаме усвоени, не се толку лоши, но она што се случува на терен е навистина загрижувачки и застрашувачки. Недовербата во институциите постоела многу години наназад и тој степен на недоверба само се зголемува. Што значи тука е одговорноста на
самите институции, односно на луѓето кои што работат во институциите, независно дали се тоа министерствата или се нивни подрачни единици, одговорноста е на нив да ја вратат довербата дека доколку жртвата дојде во институцијата, ќе биде соодветно примена, ќе биде информирана за сите можности за заштита и истите ќе ја бидат понудени. Како граѓанска организација, ние како мрежа на организации, ние ги следиме овие процеси и како што кажав, ситуацијата не се менува, па затоа од тој аспект веќе почнавме и да работиме, иако главниот фокус беше да се прави застапување за овие измени, сепак во последните години веќе почнавме да си го менуваме, односно да не го менуваме, да го дополнуваме нашиот фокус, а тоа е да ние работиме на воспоставување на ваков тип на сервиси и да бараме одговорноста од државата да тие истите ги одржи. Затоа што без постоење на соодветен систем на заштита, ние не можеме да очекуваме дека една жена ќе дојде да го пријави насилството, ќе го напушти насилникот и ќе добие и нели ќе започне нов живот. Така да само за крај би сакала да кажам на мое огромно задоволство и секако благодарност до нашите донатори кои што ни го овозможија тоа. Ние отворивме 2 центри, женски центри за помош и подршка на жени и деца жртви на родово базирано насилство, едниот лоциран во Скопје, едниот во Тетово, и кои што се составени од тим од психолог, социјален работник, правник и кариерна советничка, со цел да им го обезбедиме оној колку што можеме, колку што е во рамки на нашите можности сепак, да им обезбедиме на жените жртви кои што сакаат да го напуштат насилникот, да ја обезбедиме целата можна подршка во процесот кој што треба да го започне. Справувањето со нас, борбата против насилството врз жените, како што кажав, е заедничка одговорност на сите, така да само потсетувам дека секој од нас може нешто да направи, дури да е тоа мало нешто, дури да може би нас ни личи незначително, сепак на таа жена на која што во одреден момент е потребна подршка и ја добија, за неа тоа ќе биде многу. Така да погледнеме од позицијата во која што се наоѓаме, што можеме да направиме и да го направиме истото. civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено.